Единствено со фер, спортско и коректно навивање, покажуваме почит кон нашиот тим и уживање во неговите настапи. Да покажеме такво навивање во вторник на надпреварот во Лигата на шампионите. Нашиот првак, фудбалскиот клуб Вардар, на 12 јули ни подарува можност да се радуваме на неговата нова победа. На арената Филип II со почеток во 20:45 го пречекува Динамо Загреб. Постарите генерации ќе се потсетат на триумфот на македонскиот шампион над хрватскиот првак пред 30 години, а помладите ќе бидат сведоци на уште еден предизвик за победа на Вардар. На нашите играчи ќе им биде потребна голема помош од трибините во обид да стекнат предност пред реванш над преварот во Загреб, закажан за 20 јули. Ве повикуваме да дојдете на Филип II и заедно да уживаме во настапот на вардаровите првотимци. Фудбалскиот клуб Вардар ги повикува своите верни навивачи, како и досега, да им бидат поддршка на играчите во црвено-црни дресови во текот на целиот надпревар. Воедно апелираме на воздржаност од неспортско навивање, користење пиротехнички средства, неспортски транспаренти, секакво насилство и уфрлување предмети на терен. Единствено со фер, спортско и коректно навивање покажуваме почит кон нашиот тим и уживање во неговиот настап. Каква е атмосферата во фудбалскиот клуб Вардар пред надпреварот со Динамо Загреб ќе слушнеме од капитенот Бобан Грнчаров. Отколку дознавме противникот Динамо, нема ден нема тренинг да почне без да го спомнеме. Така се завршува тренингот и почине со Динамо. Мислам дека до сега 3-4 пати ги гледавме, теќе ги гледаме до вторник. Ни падна тежок противник. Не треба да зборам за нив, затоа што се едни од последните 10-15 години најдобри на Балканот, али ние сме Вардар, најдобри во Македонија со традиција, така да не се плашиме од никој. Фудбал со страв не се игра. Така е, баш така. Си ги прател Динамо како помал? Да. Динамо, али искрено бившего Савија порано поише ги пратев, ја пратев Црвена звезда него Динамо. Така да последниве 10 години од кои играат Лига шампиона, кои се у групи ги пратам нормално. И гледам нивните играчи кај завршуваат, какви трансфери прават од тој клуб во Европа. Од кого најмногу се плашите од динамовци? Па да кажам, највише се плашиме од ја како одбрана од нивното трио напред што се, колку што знаеме, тие се најопасните играчи. Не знам точно по име како се викаат, али од триото што се напред највише се плашиме. Ако викам дека се плашиме, во принцип не се плашиме од никој, ја може за себе да зборам дека не се плашам од никој, така да нека игра кој сака. Тренерот Седловски 6 сезони помина во Динамо, добро ги знае. Може би се не оваа генерација на Динамо, меѓутоа знае и за условите и за стратегијата, нели? Така е. Што ве советуваше сега во овој подготвителниот период? Епа, како што кажа, значи ги знае и од душа и карактерно, значи тоа нема врска кои играчи се, они си имаат своја стратегија што сигурно 10-15 години идат по неа. Така да, како што кажав, секој ден ни кажа се, не може тоа да го кажам јавно, али верувам у нас и мислам дека најбитно у Скопје да победиме и да не примиме гол. Ќе ви значи многу поддршката од играчите? Највише. Тоа ни фали у сезоната, затоа што играме, да не кажам, пред празни пред трибини, али сега нема да биде така, ќе биде, како што знам, ќе биде пон стадионот и мислам дека тоа ќе ни даде крилја за победа.